Здраво! За денес имаме една интересна приказна која се вика Летачкиот ковчег. Си живееше еднаш еден син на богат трговец. По смртта на татко му тој наследи голема сума пари, но брзо ја сплиска и стана многу сиромав. Единствено што поседуваше беа едни влечки и пењуарот кој го носеше на себе. Сите негови пријатели го напуштија, освен еден, кој му даде стар ковчег и кој го советуваше да се спакува. Меѓутоа младичот немаше што да спакува во него, па како мала шега тој се качи во ковчегот. Замислете си го изненадувањето на младичот кога ковчегот почна да лебди во воздухот. Влета во каминот и почна да се издигнува низ оджакот нагоре. Нагоре се до небото. Младичот однеднаш беше однесен далеку преку 7 мориња, планини, реки и ридови. Конечно тој слета во една далечна земја, среде густа шума. Го скри ковчегот во еден густеж и се упати кон градчето што можеше да го види недалеку од шумата. Само што пристигна, забележа еден дворец опкружен со многу високи ѕидини. Па ја праша една жена што минуваше крај него: "Ве молам, можете ли да ми кажете кој живее во твој дворец?" Жената му одговори: "Кралот ја чува неговата прекрасна ќерка заклучена таму за да го спречи секој додворувач да дојде до неа. Всушност, едно старо пророштво вели дека еден од нив ќе го прекрши дадениот збор и многу ќе ја унесреќи." Заинтригиран од приказната и решен да ја запознае девојката по секоја цена, тој се заблагодари на жената и побрза да се врати назад до ковчегот. Летајќи на ковчегот, тој успеа крадешком да влезе низ прозорецот во одајата на принцезата каде што ја најде девојката заспана. Беше толку убава што не можеше да се воздржи да не ја бакне. При што таа се разбуди и почна да вреска: "Кој си ти? Од каде дојде?" "Јас сум Бог." И слегов од небесата, и одговори за да ја смири. Почна да ја раскажува фантастични приказни. На принцесата толку многу и се допаднаа приказните што кога младичот ја побара за жена, таа му одговори: "Ќе се омажам за тебе со радоста сета, па нашата љубов ќе продолжи да цвета. Но само ако татко ја благослови оваа работа, а ти на зајдисонце приказна нова донеси в сабота." Следната сабота младичот се појави во дворецот и беше пречекан со голема помпа и церемонија од кралот, кој навистина беше жеден да слушне интересна приказна. И од кралицата, која се надеваше дека ќе слушне поучна приказна. Младичот почна да раскажува. Си била еднаш еден сноп чкорчиња, кои сметале дека се подобри од сите други нешта во кујната затоа што потекнувале од еден голем бор во шумата. Тие го минувале времето во фалење на нивниот предок кој станал главен јарбол или воен кораб. И на нивните роднини, кои исто така биле мошневидни, слушајќи го фалењето на чкорчињата, железниот лонец, машините, огнилото и другите предмети од кујната, се вообразиле и секој од нив бил увреден од ненадминатата важност на сопствената улога во кујната. Додека биле во кујната, жестоко препирајќи се, влегла слугинката и го злела снопчето кибритчиња. Потоа ги запалила и ги фрлила во каминот за да запали оган. Додека огнот ги претварал во пепел, сиротите будалести чкорчиња извикувале весело: "Ова е доказ за нашата слава чудесна. Почувствувајте оваа топлина силна. Погледнете ја светликанава како блесна." "Преубава приказна. Ке се ожениш со нашата ќерка в понеделник," одлучи кралот и кралицата. Низ целото кралство се правеа прослави, а младичот стана толку самобендисан што одлучи да додаде во својот специјален придонес во прославите. Во недела вечер тој ќе го наполни ковчегот со многу петарди и ракети, па летајќи над дворецот направи огномет како што никогаш дотогаш не беше видел. Потоа слета во шумата, го остави ковчегот и тргна код градчето
за да ги слушне пофалбите кои сите му ги упетуваа. За несреќа додека беше далеку, неколку верели жавчиња од огнометот паднале во ковчегот и предизвикале оган кој безмилосно го проголтал целиот ковчег. На денот на свадбата младичот отиде во шумата и виде дека ковчегот се сторил пепел. Колку и да плачеше и да тагуваше, тој веќе не можеше да лета до неговата сакана. Принцезата со скршено срце се уште гледа втренчено во небото, чекајќи го незиниот верник, додека тој патува по светот раскажувајќи им ја на сите својата тажна приказна. Фала многу, се гледаме утре. Ćao.